Паѓа случајот организатори на 27 април. Обвинителството призна дека во случајот не биле земени во обзир важни факти и настани кои би можеле да влијаат во постапката. Во своето мислење тие самите си констатираа дека немало основи за поведување на постапка. Главна забелешка е што не се почитувал законот за амнестија. Памтите, истиот оној закон што самите СДСМ си го усвоја за да го довлечкаат Крсто Муковски и останатите да им гласаат за промена на името. Што ти е иронија, нивниот закон сега им се удира од глава. Како и да е, после 6 години агонија и прогон врз поранешните функционери, дури сега обвинителството за организиран криминал признава дека немало основ за кривичен прогон, или народски кажано, призна дека цели 6 години овие луѓе се незаконско гонети. Со ова практично паѓа во вода целиот случај организатори на 27 април. Всушност, тој пред тоа падна на апелација, откако овие луѓе во прв степен неправедно беа осудени на затворски казни. Тоа што покажува ова мислење на обвинителството и што барем за мене е можеби најважно, доказ дека контраверзната и омразена Вилма Русковска всушност само водела политичка хајка и веројатно намерно се изживувала над поранешните министри Милијана Киевски и Спиро Ристовски, екс-спикерот Трајко Велјановски и тогашниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Си живуваше со тоа што намерно им праќаше полиција дома, им ставаше лисици на рацете, ги влечеше по притвори и им создаваше трауми на нивните семејства. Иако Европскиот суд за човекови права веќе констатираше дека на овие луѓе им се повредени човековите права, добро е што сега конечно и домашното правосудство тоа го признава. И живувањето не беше само врзнив. Нели, истото го правеше со останатите 30 на маченици, кои како политички затвореници уште дремат зад решетки како терористи. Памтите, сама се фалеше дека ги притворите ги барала и ги делела од ракав. Не сум правник, но сметам дека веднаш откако ќе падне случајот организатори, треба да падне и другиот случај 27 април. Зошто? По едноставна логика. Ако нема организатори на терористичкиот чин, како може да има група терористи? Што? Спонтано на секој поединец од нив, на тие 30 луѓе, им текнало туку така да вршат тероризам? Не иде, нели? Ако ме прашувате мене, би направил уште нешто. Веднаш би отворил нов случај, со исто име, организатори на 27 април. Но во него, сега би ги гонел сите оние политичари, почнувајќи од Заев, преку Русковска и судиката Кацарска, кои го конструира и спроведоа овој политички прогон. Тогаш, тоа би било вистинската иронија.